Уважаеми колеги съветници, добър ден. Първи, колеги съветници, сега да се заблагодарам на координаторите от двете съветнички за разбиранието. Sve разговорчето, sve да я бъде рекла за кажа, ако е идно, нема проблем да видя и до техното утрешно време. Ви благодарам на сите за разбиранието и за отвоеното време. Кога станува кога е в интерес възпитно-образовният процес и нашите деца, нормално е дека како съветници треба и да покажем доблест и бързина за носење на некои одлуки, за да може да проследиме натаму. За денешната борена седмица на Съвет од општина Крива Паланка имаме 3 точки на дневниот ред. И тоа предлог одлука за реализација на възпитно-образовниот процес во услови на COVID-19 на Солуѓерче Петров Крива Паланка во учебната 2020-2021. Втората точка е предлог одлука за реализација на възпитно-образовниот процес во услови на COVID-19 на Општинското основно училиште Јоаким Глечовски Крива Паланка во учебната 2020-2021. И трета точка е предлог одлука за реализација на възпитно-образовниот процес во услови на COVID-19 во Општинското основно училиште Илинден Крива Паланка во учебната 2020-2021. Дали го прифаќате дневниот ред? Ќе можеме да гласаме. Кој е за? Против? Воздржани? Пред да почнам со првата точка, сакам да ви кажам дека на минатиот совет секретарот на општината ни кажа дека како општина сме прва која има предоставено барање до комисијата, која ги разгледува барањата за отпочнување, кои ги исполнуваат условите, дали е според планот и протоколот, за отпочнување со физичко присуство на учениците. Значи, на учениците, дали тоа станува збор за средното училиште, дали станува збор за двете општински училишта. Но, во текот на комуникацијата беше кажано, тоа е напишано, мислам дека го имате и во член 3 од самите одлуки, беше кажано дека нашето барање, како барање од општината, мора да биде подкрепено со одлука на совет. Затоа, всушност, само ние, на она што е почнато, ние даваме согласност со одлука, за да може комисијата тоа да го разгледа. Ние ова го доставуваме до МОН, а МОН го доставува до влада. Пред 2 дена, во понеделникот, после координација, градоначалникот ми кажа дека веќе го контактирана од влада и кажа дека седница на влада е закажана за 29-ти, кога и на нас не е закажана седницата на совет. Со оглед дека не можеме да стигнеме за да ги пратиме одлуките, затоа свикав оваа борена и видна седница на совет. Самите одлуки мислам дека ги имате разгледано, ќе дискутираме, значи први беше самите училишта направија план како може да се организира наставата. Во одлуките пишува кое училиште како ќе реализира наставата. Со оглед на бројот на ученици, значи прво им беше побарано број на ученици, број на простори, дали се работи двосменски и како да постапуваат и како ќе им биде овозможено. Така да ќе одиме училиште по училиште и се разбира училиштата што имаат помал број на ученици по ситуацијата Илинден, а поголем број на простори веќе може да се почнат и со физичко присуство. Ако комисијата, односно владата, тоа во второ, кај нас во Јоаким не е ситуацијата таква. Директорот, како што ми кажа, викам, зашто не седнахме поголем тим? Па да размислиме како може, вика, не може вие како што сакате. Значи, викам, има повеќе варијанти, вика, во двосменско работење, со по половина час да се проветруваат или да се предишат, не може да се организира наставата, затоа што ние имаме паралелки со по 23 ученика, а знаете, според протоколите е 20 ученика. И кога ќе дојде, односно, втората точка, јас и ќе видите и во одлуката како видна настава барат менаџерот на Јоаким Глечовски. Но ајде да почнеме со првата точка. Погласуваме едногласно. Сите гласаа за менаџер. Предлог одлука за реализација на възпитно-образовниот процес во услови на COVID-19 во Солуѓерче Петров Крива Паланка во учебната 2020-2021.
Гледате во одлуката дека менаџерскиот тим на гимназијата одлучило дека е најубаво да имаат комбиниран тип на настава. Ќе видиме дали ќе се добие согласност од влада, од Министерството и влада во вторник, но така ти одлучила, ако сакате, се кате како советник е тука представник од менаџерскиот тим или пак она што го знае како началникот. Сакате ли нешто поопширно да слушнете? Како мислам дека друго училище, средногорско имало такав тип за комбинирано по држава. Дали сте сами, дали само нашето средно училище, дали друго средногорско училище, дали бидејќи ако нема таков степ или комисијата много е критичка за еден исклучок целата држава. Не си потребно дали училище и дали основно или средно има побаране ваква комбинирана настава, повикате можеш да објасниш како би испланирано тоа. Добар ден, почитувани колеги, почитувани градоначелник, председавачи на Совет и останати присутни. Како дел од раководниот тим во Средното општинско училиште Георче Петров во Павлов, имавме доволно време за да размислиме како би било најповолно за сите нас. Со оглед на тоа дека имаме некои постојано контакти со колегите, додека бевме на одморите, значи контактираме преку Вибер групи, одржување на составници и наставнички совети преку Zoom и така натаму, така што голем дел од колегите се изјаснија дека сакат физичко присуство. Размислевме дека нема да биде доволно само тоа, со оглед на тоа дека имаме ученици кои што следат стручни предмети и практична настава, повикувајќи се на протоколите што ги санират, значи направивме комбинација. Почнуваме вообичаено секоја година со прва година, прва смена, така што направивме протоколи, значи прва година доаѓаат во период првите 5 паралелки што се општа гимназија, доаѓаат од 7 до 7:15 часот, влегувајќи на еден влез. Останатите 5 паралелки влегуваат од друг влез, значи од 7:15 до 7. Наставата трае 7 час, заклучно завршува во 12:15 часот, со тоа што имаме два големи одмори. Значи, првата група има голем одмор после втори час, втората група после трети час. Со тоа што значи децата не влегуваат на одмори, туку се учениците во присуство на наставниците. Втората група рековме дека после трети час, значи тоа се подразбира дека се носи храна со нив, значи нема излегување, нема мешање помеѓу класовите, нема создавање на гужва во ходниците. Задолжени има професори кои што ќе бидат дежурни, кои што ќе одржуваат ред, задолжени технички персонали пред тоалетите, значи со дозволување на максимум 3 ученика дневно, што е возможно. Кабинетите се прилагодени спрема дистанцията на метар и пол, така што значи се е измерено како што треба и се запазени сите протоколи. Имаме простор помеѓу, значи ако заврши 7 час во 12:15 до 1 значи има можност да се повторно направи дезинфекција, проветрување и сите протоколи да бидат запазени. Значи додека прва година е во гимназија, бидејќи се комбинирани прва и трета, значи трета слуша од дома онлайн настава. Втората смена, значи втора ќе биде во гимназија, четврта година онлайн настава, значи дома. Втора ќе биде со физичко присуство, така е првата недела, следната недела, значи се променува. Тие што беа онлайн, значи доаѓаат со физичко присуство. Имаме 4 паралелки кои што се над 20 ученици, односно 5. Со тоа што тоа се електротехничките паралелки над 20 ученика, ги поделивме во две групи, парни и непарни броеви, така што значи ќе бидат исто така поделени тие конкретно. Едната група ќе биде на училиште, другата ќе биде онлайн. Не знам дали има потреба за дополнителни објаснувања. Не, ако ги следевме протоколите,
значи се што бара Министерство, се што е предвидено во смислу сме го направили сметаме дека имаме услови. Голем дел, значи половина од наставничка кадра има лаптопи службени, веќе сме во процедура да набавиме сите други, со паметни табли, со електронски пенихала, со камери, со звучници, така што значи и они кои што држуваат професори онлайн, значи кога ќе биде во кабинетите, ќе биде сосема измодни. Повелете, има други прашања? Ќе ви дадам збор само. Колеги, некоја прашање, ако имате, доколку можеме, мене лично начинот ми се допаѓа, затоа што има физичко присуство, како да е една негава. И контактираме родителите, значи и родителите се согласуваат со тоа, секој од може да се изјасни, така што голем дел од процентите беа за физичко комплектна настава, значи ние сепак не одлучивме с оглед на тоа дека имаме пракса, голем дел од случните паралелки, значи праксата мора да го заврши во училиште, тестовите, испрашувањата, значи тие ги секогаш со физичко. Колеги, повелете, дали имате прашање? Помина обуката за националната платформа, сме научени, секој има можност и начин како да се реализира, така што сметам дека нема да биде никаков проблем без прекома да се изврши. Го сменихме пунктниот ред, правилникот прилагоден спрема пандемијата, така што Благодарам. Така прашање да има? Благодарам, значи, ако се поставам прашање, значи, планот службата, значи, наистина, значи, добро обмислен. И тоа прашањето ми е, дали, значи, како училиште имате разделено ново средства за дезинфекција на рацете на училиштето, кои ќе бидат физички присутни, дали се предвидува, значи, совете, целото време дека ќе бидат присутни, учениците да носат заштитни маски, предпоставувам да. И дали е размислено, дали е врнато внимание за тие ученици кои што користат јавен превоз, по начинот на кој што значи тие ќе можат физички без да борат местните план часови. Значи, не би можеле да постапуваме како инак, освен по она што ни е наложено во насоките протоколите од Министерството и од комисијата. Така што, значи, се беше, имавме, кажав на почетокот, доволно време за да смислиме убаво, набавени се сите средства за дезинфекција. Значи, точно се знае што треба да имаме, набавени се токомери за мерење на температура, обезбедена просторија за изолација, направен распоред за дежурства, направен распоред за технички персонал кој каде, кога, време тоа треба да го изведува, набавени се средства за дезинфекција, пред вратата се поставени, значи, сунгери за дезинфекција, предвидени се да влезат, значи, на секој лето да се дава заштитна маска од страна на училиштето, во секој училници, значи, прилагодени се групите на метри по настојание. Понатаму, колегите исто така, значи, безбедно се помери, мислам дека не може да биде проблема, што се однесува до оние ученици кои што мал дел беа, некаде од 566, мислам дека беа 29, според она што ни го бара Министерство, кои што нема можност да следат однома настава, значи на нив ќе биде возможено да следат во училиште. Со тоа што кога би биле онлайн останатите, тие би биле во просторијата каде што професорот одржува онлайн настава. Така што, значи, ќе се задржаме во една по-две училница, со професорот заедно, нема да биде никаков проблем, а превозот, она што го поставите како прашање, значи е прилагоден така што ќе се направи точно. Веќе е направено, само треба да се додефинира, бидејќи ние од прва година при уписот баравме информација од учениците за превоз и за патување, така што веќе се знаат релациите и ќе се прилагодат заедно со општината.
Јас само може тука да дополнам дека министерот професор Диличев прошлиот пат кажа дека многу брзо ќе изготват нови протоколи за работа на објектите, гостителските објекти и за превоз, за јавен превоз. Значи ќе има нови протоколи, нормално дека ќе прилагодени. Прва година прва смена, стои и 47 ученика дека се возат половина. Тоа секоја година поделено како што ви кажав на почетокот. Првите декарали од нас доаѓале порано, останатите случаи доаѓале подоцна, така што секој се индивидуализирано што треба. Благодарам. Не сме да прашаме не знам процесата на Градоначалникот, поведете го началник. Прашање на Благодарам за избор. Пред да се дојде до оваа ситуација, состојба на тоа што од основачите, од советите на општините треба да се даде одлука со која што се поддржува типот на наставата која што се дава од училиштата, помне долг процес на консултација и разговори, не само со училиштата, туку и со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и со други субјекти. Она што мислам дека треба да биде споделено со вас да знаете, значи, уште во текот на месец август, директорите почнаа постапка за прибирање на информации пред се во кругот на наставничкиот колегиум, но потоа и со советот на родители и со други субјекти за мислењето дали наставата треба да се изведе со физичко присуство или комбинирано или онлайн. Непосредно после тие консултативни процеси имавме средба со сите директори во општина и на таа средба она што беше поделено од нивна страна беше презентирано начално секаде од сите училишта, па макар и потрачните, основните средните училишта, беше да се стават дека сите субјекти кои што најдат наставници, родители и сите вклучени во воспитно-образовниот процес се состават и мислење дека треба да се изведува настава со физичко присуство на учениците. Дополнително на тоа течеа постапки и процеси кои што се одвиваа помеѓу општината, училиштата и Министерството за образование и наука, во кои што беа проследени поголем број на информации, како што се број на работа, простории, број на ученици, број на наставен кадар, влезови, интернет, стабилноста на интернет врската, просторните услови, средства за инфекција и се тоа што треба да се обслужува во образовен процес, па дури и до временост со компјутерска информатична технологија. Не случајно на претходната седмица беа донесени оние ребаланси на буџетите на кои што сите училишта издвоија дополнителни средства за набавка на компјутери, но напоредно на тоа ќе ви кажам дека се работи и на заеднување на стабилноста на интернет врска. Имено во моментот ниедно училиште во Опира Паланка не ги задоволува потребите за одвивање на настава онлайн. И тоа е еден од проблемите со кои што го решаваме тековно комуникација и општината, и училиштата, но и мобилните оператори кои што се во Македонија и кои што интернет провайдери кои што се во Македонија, кои што нудат определени услуги и веќе дел од она што е знаме дека денеска требаше да се направи увид на приклучоците во Јоаким Кршевски, се работи на мрежата комбинација на средното училиште, малку потежко проблем за решавање во основно училиште Илине, затоа што таму нема оптички кабели во моментот, од оној провајдер со кој што начално не случи доволно и таму ќе нема потешко да се обезбеди интернет. Но тоа е од аспект на опремување на самите простори и на наставничкиот кадар. Се соочуваме со проблем дека и учениците немаат сите во домашни услови интернет конекција и таму преку Министерството за образование и наука се оди со нека бројка 30.000 ученици на ниво на Македонија, а така и на Опира Паланка, или вкупно 18.400 семејства исто на ниво на Македонија, кои што немаат интернет во домашни услови, за нив се преговара да се обезбеди преку донација бесплатен интернет, мобилен интернет на нивните мобилни телефони, таблети и оно што има калкулети за следење на таа настава или за поддршка на платформата со која што да се работи. Напоредно на тоа, службите и претходните денови и денеска од општината работат во комуникација со директорите на прибирање на определени информации
И она што беше обидно, што беше ставена по точка на дневен ред со овие одлуки за 29, завчера, всушност таа информација во подоследните часови дека одлуката мора да стаса во тек на ова недела до крајот на неделата, затоа што на 29 имаме седница на влада, на крајот седница на влада ќе треба да променат сите овие одлуки, а претходно и разгледа комисијата на нешто заложена за разгледување на сите барања. Во тој аспект, агентот беше инсистирано од нас да биде донесена да бидат донесени одлуките, да бидат последени во текот на денот веднаш по завршување на седницата, а после тоа процесирани на страна на до комисијата и до владата за нешто. Ќе ви кажам, бидејќи од вас се последни работници, да не најдена разочарување, но од она што било вчера како одлука, на првата транша на барања кои што биле разгледани, од 70 училишта кои што поднели или комплетирани барањата, над 40 беа одбили. Значи, многу мала бројка на училишта добија согласност со физичко присуство. Од тој аспект на што беше прашање на Роберт, дали имаме слични случаи на комбинирана настава? Да, имаме, затоа што не сите училишта имаат доволно просторни услови, а таму има ограничување при тоа да колку е бројот по една паралелка, колку е бројот на колку ученици могат да влезат простори, за да да влезат пристапност и излагувањето од самите работни простори од учениците, но и колку е бројот на учениците конкретно во основните училишта, затоа што најголемиот број на училишта кои што вчера беа објавени на таа пазна седница, беше дека бројот на ученици од прво до трето одделение е многу помал за разлика од оние од четврто до девето. И беа објавени повторно затоа што логиката е дека кластерите кои што се на ученици кои што доаѓаат со голем број кои се присутни во тие простори и работи, исто кои што учат од прво до трето. И тоа само на COVID-19 кои што може да се пренесе од високите одделени класови и бројот на ученици кои се присутни е огромен дел за оние кои што се помалите. И од тие причини најголемиот дел на тие барања беа одбиени. Мене е плаши дека не може да се случиме со истиот случај тука во нашето основно училиште, затоа што ја знаеме бројката на ученици колку од прво до трето, колку од четврто до девето, а ова што е како предлог на средното училиште, искрено мислам дека е паметно потек сега во лето, затоа што тука ќе намалиме определена бројка со која што ризикот на бројот на ученици кои што во исто момент се најдат да последи, на некој начин ќе го оптимизираме со тоа што некои идат на домашна онлайн настава, некои идат во услови на физичко присуство. Така да тоа се податоците со кои што знаеме, јас искрено посакам на тоа физичко присуство, затоа што реално мислам дека тоа е таа настава која што треба да се случува во текот на наредниот период, да се одвива онака како што има замислено од наставниците, директорите и сметам дека ќе ги исполниме сите услови, затоа што интензивно реков работиме и на подобрување на интернет врската, затоа што тоа е еден од основните услови дали ќе се овозможи настава со физичко или онлайн излегување во училиште. Благодарам. Дали имате некој друго прашање? Благодарам. Првата точка е ставно гласање. Кој е за? Против? Воздържани? Констатирам с 15 гласа за. Втората точка е усвоена. Първа точка е прво за реализација на воспитно-образовниот процес на услови на COVID-19 во Општинското основно училиште Јордан Петровски Жива Паланка во учебната 2020-2021 година. Во самата одлука видите дека како е осмислено да функционира воспитно-образовниот процес во училиштето Јордан Петровски. Од прво до трето одделение, зборувам за централно училиште и седмо одделение, ги однесе со физичко присуство. Зошто седмо? Како до трето не е сигурно за физичко седмо, затоа што паралелките се само со помал број ученици. Тоа се 5 паралелки кои се со 15 до 16 деца. И фактот дека може да се реализира настава со физичко присуство. Тоа е за крајот. За подгражданите училишта секаде се почина со физичко присуство, знаеме бројот на деца е многу мал, а додека ние другите, четврто, пето, шесто, осмо и девето, одредаме со онлайн настава. Верувате, во она што беа согласни со барите на родителите, дури 90% од родителите си имаат изјаснено за физичко присуство. Но сето тоа паѓа во вода
со оглед на условите и протоколите што ги бара Министерството и Комисијата од самото училиште. Отварам дискусија, дали некој да избор. Поведнали. Благодаря на сите, бидејќи когато е однос на останалите има однос на тоа че училиште веќе во сите училишта се предвидува физичко присуство. За жал тоа се отвара онаа голга тема со која ништо не акција кога ви ковидот уште повеќе се засилува. А тоа е што е со основните хигиенски услови во повеќето училишта каде што лекцијата, тоалетите се надвор, без никаква основни елементарни средства, а таму има во COVID-19 да се справи со тоа. Без топла вода, без чешките се не надвор, училишта имате вода накаде во училиштата. Така да да стоим на тоа дека Министерството да ни одобри незнајање од таа ситуација. Верувам дека не се знае, затоа што тоа до 21 век е недозволено нешто за дечиње посебно. Но ние како општина и ние како советници треба што побрзо да преземеме нешто на некако написано во натпред, да публикуваме на тие дечиња да најмалку што може топла вода во училиштата. А и полицијата се нарекла да лече да се голема школите без вратија, таму има чешо и топла вода. Значи, тука е веќе пак се колку да кажеме, така да чуваме. Што не е заради COVID-19, тука е причина веќе се говори нешто што е ставано во текли реално добро. Така да дали тука нешто директорите се размислувале на тоа и доколку е да дадем согласност на тоа. Тоа да биде како заедничка дека мора да се нешто наивно да се преземе. Затоа што први месец октомври е наредната недела. Реално е разполагаме со многу малку време. Советничка знае дека на прошлиот совет имаме донесено програмите за работа на училишта, меѓу кои програмата за работа на Јован Крчевски. Значи, беше добро тогаш да ги дискутираме и да ги стави на овие работи како приоритет. И аз како работена во Јован Крчевски мислам дека нема училиште, значи условите се лоши, така некаде и не самиот пристап, самото село тако, но дека училишта има, односно вециња се без врати, кажете ми пример. Можно што сега да говориме од својот во нема и во луѓето. Што сега отворено заедно нешто што сум видела со своји очи на младост. Затоа тоа е дискусија на млади. Добро, јас за наредниот совет, еден вторник, првите сликаат и можеме да се изнимаме така, да ги покажеме како слики. Значи, ќе барам слики од училиштето и од Букера, и од Букер, да не имам прати. Значи, има вода пред самото училиште, има чешми, факт е дека има чешми, топла вода не има. Ама ќе има средства за дезинфекција. А дека на пратите од вецињата, уствари нема прати од вецињата, има прати. А ќе видим дека слика директорот Повелете дали е друга разбор? Повеле, Робert? Што е тоа и минатата седмица, како продолжи отварање што е само на тоа. Сега сакам да се наложам, бидејќи има поголем број на паралелност, поголем број ученици појавени, да оставиме простор за идната седмица, што ќе бидат променливи овоите од Комисијата за здравје и болести, како во образованието, во родителството, јавен превоз и мобилно образование. Дали има простор да се направат исто некако во средното училиште и комбинирано, за да им се осможи на децата некој физичко присуство, заради тоа што доколку погледнеме прво не се стасиме, zato во Европа, во која стојат сите држави како нас, си почнаа со присуство физичко, како што се претходите пред пандемија. Тоа на сите држави, гледајќи вашата година, и ние на држава не можеме да појави. Значи, тоа не е во нас, тоа е се појави пандемија и гледаме во кој што е како да видимо. Но бидејќи тоа е огромен град, гледаме дека цело време дадува Министерство, дадува сега цело време се да се чуваме како безбедни интернет, здраво,
Нема по-добро физичко присутство. Правата начин на трениране едно 3 недели, докато има повече, да даде, докато има повече. Малко децата се нададат, защото всички се свести, дали като професия, дали като родители, дека лошо децата са запоставени, много заоставени са нас. И друго, пред да се донесе дискусиите бяха, бидейки и нашата година, ще го прочим, година бяха разходени всекакви, дали социално, дали месече, дали всеки има национална платформа, която е ред, не викам дека не е ред, но това се съвсем нови условия, за да се възпоставя настава, како што беше отложено от преподавачите на семинарите, трябва да има, като спомнете до началото, оптички интернет училищата, което може да училищите генерално. Трябва да има интернет, като ще кажа, и домакинство. Кога се правеше анкета, се обслужваше колко от учениците в тия 30-40 хиляди, защото не искам да пускам, значи по-добре не е се обяснено близко, дека къде спомината на година, значи телефонът беше луд. Со сегашната може да се поиски за следния настъпа на голям брой, дали някакви домашни, дали табели, дали текстови или нещо, не може да се пречува документи без да биде на компютър, без да се включи ученикът на компютър. Така не беше казано в момента. Но видите, ако се знае дека едно семейство с 2 или 3 деца или некои останали, трябва да има дома в исто време 3 компютъра. И това, како што ми беше кажано, препорачува, най-малко видно за да може да функционира. Това да кажа, 70 сигурно проценти от нашето население така нещо на процедура и нека да има възможност от тека за цяла година да обезпечат. И друго, което беше казано, за във връзка с исто така с интернет, користите се без камера и видео, значи видите за просечно за терен или настава, нека ги видите, интернет не трябва да бъде на платформа. Така не беше. Значи това е сега колко домакинствата има такива договори, колко се възможности. За да ви кажа, че има малко различни закон, се донесе сега, а анкетите бяха предходно направени, какво кажа, за да ви кажа, че миналата година се държава на много различни неща, ще право на истина, в момента сега. И мислям дека трябва исто така да се чуваме, да има интернет, да даваме начин как да може дали да видят исто како средно училище, дали от 3 недели една недела да се дали има всякаква можност да исто така да даваме децата физически да се дадат да се присъстват в училище. Благодаря. Да кажем, като наставник, и аз се сложим, се надавам като от мен, че почнем с физическо присъство, че ги изцърпеме, значи вече е неголосно. На самата седмица ние да мениме, затоа што не е. Сега, що било до сега, било не е наша битка. Нямаме протокол, нямаме конкуренцию, нямаме запад, сега имаме за вълната да трябва нашите варни. Не е това сега, нормално дека не може да видим. Се надявам дека ќе ги искористиме искуствата от другите училища, от общинското средно училище и ќе побараме, како ќе побараме потекот на октомври, ако е добро изкуство. Значи, ќе видиме сега ќе биде. Факто, значи, вие сте практичар, како и аз и тук още некои колеги, просветни работници. Факт е, дека имаме проблеми. Но мораме да почнеме от некаде. Знаем како е необходно, ќе се обидеме, ќе работиме и сите сакаме физичко присуство. Верувајте дека може би аз калкулирам до крај не ги видов, на 90% от родители може би повеќе да се изјаснат за физичко присуство. И факт е дека сакаме да децата да не бидат в училиште, не само да се социализираат и да учат. Ќе имаме совети во октомври, ќе се видуваме, значи можете и вие да изиницирате. Да се видиме, значи на крајот ќе кажем за седмица во
Тоа, ајде во второто. На крај на месецот на октомври, па да видиме искуства, па да седнеме тука со директорите, да седнеме како советници за да најдеме решение и како е подобро. Значи, иницијативата може да биде од секој од вас. Дали имате прашање? Тања, крена да ќе добиеш и Мојата дискусија одреден дел се повторува со колегите, меѓутоа јас сакам исто така да го кажам јавно моето мислење и да ја поздравам, да го поздравам овој модул што го избрал со Ѓорче Петров. Искрено се надевам дека ќе биде прифатен и голем број од училиштата ќе може да земат пример како тоа на трети начин ова школска година да се организира. Искрено јас би сакала да додадам дека Јоаким Крчовски може би има капацитет, треба да се провери, да се направат работни групи и подобро да се согледат и условите, но и да се почитуваат протоколите и да се направи некоја комбинација така што сите ученици барем дел од школската година, која што еве се надевам дека ќе почне од 1 октомври, да бидат со физичко присуство во учениците, затоа што тоа е незаменливо и за нивниот воспитно-образовен процес, но исто така и за обопшто за целото одесување и целото познавање на сите работи кои што треба да ги запознат и да ги научат во училиштата, мислам дека тоа најдобро се прави таму, така да и јас еве се приклучувам на тоа дека Јоаким треба да размисли уште еднаш и во текот и нели на идниот период да понуди нов модул и нов начин како тоа и доколку е можно би можеле да поведеме физичко присуство и на останатите ученици во ова училиште. Благодарам. Повели. Се согласувам со доброто дискусија, што се до физичко присуство. Моје лично мислење е дека иницијатива за обединување и сега се однесени барањата, веќе одредени да покрај оваа на влада, да ги продолжи секој училиште посебен тип на настава. Мислам дека година треба да размислиме и видите дека ние много општина, децата во училиштето добар дел се заедно од различни училишта. Учително тука е екстремно училиште. Значи, треба да размислиме за еден унифициран начин на настава за сите, каде основни, одрачните и за училиште. Доколку се сите онлайн да бидат сите онлайн, ако сакаме да имаме физичко присуство, да бидат сите со физичко присуство. Видите, ако едно училиште е онлайн, другото е со физичко присуство, ама по времените часови немаме никакви мерки превентивни изолации, кога се е отворено, се е слободно, која е причината да се дадат дело да бидат онлайн? Ако контактот им е неограничен, мислам дека да мислиме да настава да биде идентифицирана или онлайн или физичко присуство или пак комбинирано нешто да се редуцира ако кафичи или на собиралишта децата се без заштита на едно место, а во училиштата има услови за дистанцата меѓу нив. Мислам дека е еден од условите за физичко присуство во училиштето. Мислам дека настава да се одиме во уште. Морamo да се следува мерки за безопасност за дефекција на Тоа се планови протоколи што секој училиште мора да ги исполни. Е факт, значи, Јоаким Крчовски може би има многу убава местоположба во центарот на градот, ама хендикепирани сме со бројот на простории, со поголем број на ученици. Знаете дека 980 не знам колку ученика се во училиштето и сме хендикепирани со просторот. На 7 октомври ќе имаме свечена седница. Ајде околу 20
да се собереме како советници, да ги викнеме директорите, нека си го разменат, нека си ги разменат искуствата, нека кажат, пак ќе донесеме одлука и пак ќе побараме преку МОН, преку владата, за конкретно за Јоаким Крчовски, друг вид на настава. Има ли друг некој да бара збор? Доколку нема, втората точка ставаме на гласање, тоа е за, против, воздржани, контролирани, 19 гласа за, точката е усвоена. И третата точка е предлог одлука за реализација на достапно-образовниот процес во услови на COVID-19 во Општинското основно училиште Илинден и Крива Паланка во учебната 2020-2021. Како што реков, ние екстернираме одлуката, Основното училиште Илинден бара физичко присуство, затоа што има помал број на ученици, затоа што има огромен број на простори и реално може да ја организира наставата. И ние како совет ќе дадеме согласност, односно ќе донесеме одлука за таква видна настава, како што ќе изпланираме. Отварам дискусија, дали некој да разбор? Доколку нема, третата точка е ставам на гласање, тоа е за.